Кратовско-Паланички регион, по патот кон источна Македонија кон двата града, во Соговијата. Првиот впечаток е дека се најобични места, но по скршнувањето од главниот пат кон Кратово, од десната страна, на 13 километри од градот, се наоѓа природниот и легендарен феномен – куклица. Камени фигури стари над 50.000 години стојат пред вас и ве фасцинираат облиците на немите кукли. За овој колаж објаснува науката, но тука е и легендата за скаменетите луѓе од веселата свадба во селото. Геологијата оваа појава ја објаснува со долготрајна ерозија на вулканските карпи. Подцврстите карпи бавно еродирале, а го штителе мекиот слој под себе. Но тука долготрајните атмосферски влијанија, врнежите, температурните разлики и ветрот ги моделирале, ги обликувале овие карпи. Природата направила вистински пейсаж. Процесот на промена на карпите трае до ден денешен, но секако ние нема да може да ги видиме сега. Некои наредни генерации, преку фотографии, може би ќе го прикажат она што е денес, а до тогаш времето и природата ќе направи може би поинаква слика од онаа денешната. Овој феномен во светот е многу ретка појава. Потребни се посебни услови во природата. Науката истражува до ден денеска за оваа појава, но народот раскажал приказна за веселата свадба. Една голема љубов и непростено неверство биле причина за овие високи карпи, што тишината, сонцето ви прават атмосфера на филм. Приказната ве носи од карпа до карпа, а вие преку вашата фантазија ја преживувате приказната за ветената, а недоживеаната свадба на двајца млади. Во селото Куклица имало момче, кој бил мајстор, најдобриот зидар на куќи. Како многу посакуван ерген, имал голем избор за невеста, па љубов и ветувал на Стојанка од Горно и на Стојанка од Долно Мало. Едната од Горното не била убава, но многу имотна. Она од Долното Мало, Стојанка била убавица, ама без златници. Решил да се жени, ама и на двете им ветил дека ќе ги земе. Невестите секоја во куќата ги чекала тапаните и гајдите. Убавата Стојанка ги слушала тапаните како одираат, гајдите како завиваат, но не дошле кај неа. Зачудена излегла насред село, да види каде се изгубиле. Тогаш го видела момчето под рака со друга невеста. Му пришла и му рекла: "Дај да те бакнам." "Да даде Господ сите да се скамените, па макар и ти и јас." Тука на средината стојат куклите од страна сватовите. Младо и старо останало камен. Така се вели во легендата, што се раскажува со векови. Откако ќе запече сонцето, не треба да се премислите и вратите назад од каде што сте дошле. Авантурата продолжува кон интересното Кратово. Градот е сместен во кратерот на изгаснат вулкан. На влезот ве пречекуваат високи борови стари 500 века. Местото било населено уште во римско време. Градот е распослан по редовите, тесни улички поплочени, а помеѓу нив ве фасцинира стилот на куќите. За кратовчани градот убав, но не одржан, со малку инвестиција да се зачуваат старите градби. Кратово би бил вториот Дубровник на Балканот. На влезот во стариот дел од градот се слушаат гласови на луѓе туристи, англичани на турнеја низ Македонија, денешната еднодневна екскурзија Кратово. За нив не интересна архитектурата на градот.
Сите заедно заминавме во еден од старите подруми на куќата на кратовчани староседелци. Идејата е дојдена да не се овој све фрлена ѓубре да не отиде, нешто ми е оставено од продажбата на куќата, нешто ми е донесено од Шлегова, а голем дел на старите кратовски семејства, Попандончеви, Павленцеви, Бидикови ми имат подарено за да се направи една ваква изложба од експонати, тркала, све што е било, значи едно семејство како има еден вински подрум, да се сипе по една домашна ракија, да сме живи и здрави, гостите да имат пријатен престој во Македонија. Живели! Живели! Живели за канал Б. По приказната следува кратовска ракија, пијалок со одличен вкус, задоволни странците. I've been to Kratova before and I always enjoy coming here. I think it's a very special place, has something very special that Stevche is always trying to show us, and everyone enjoys their visit here because it is a unique place in Macedonia. We agree? Yes. Ракијата се чува во големи дрвени буриња. Важен бил чепот и материјалот, а странците сите седнаа и работеа на конопот, материјал што се става околу чепот. По патот низ кратовските сокачиња се чувствува мирисот на чадот. Се подготвува ракија од џанка слива. Рецептот е постариот занает од овој крај. И како се живее? Кад како? Кој како се снајде? Вие како се снаоѓате? Добро, идемо на работа јас. Печалено, некој динарче паѓа. Убав град, убава град. Старовремско. Стар град. Старо. Сега што правите денес? Правиме ракија. Ракија од што? Од сливи, џанки сливи. Џанки. Убави џанки сливи имате? Има. Искаче нешто. По колку вака кила излега? Од 3-4 кила до 5 највише. И кога се ја пиете? Па, после 20 дена зависи. Па може и одма до вечер, ако е жеден некој. Да. Така, друго што работите во Кратово? Како се живе? Гледам ова стар занаеш? Стар казан беше стар. Од кого? Како е ова? Од дедот. Наследство од него. Запечено и ние исто продолжуваме. Собираме, печеме. Е, сега што е разликата ракијата од вакво старовремско и од новиве лимени што се? Која е поубава? Па слушай, оваа тече може 5 сата треба да тече. А оние се со една лула, или 2 лули што се. Оние со една лула може за 2 сата, 3 побрзо истичаат. Овие се понаспоро. Огино се сталожи, тоа се затворека се. Пола е подобра. Што повеќе време тече, подобро е. Иначе, но е на брзина, тоа не е така, не е на лула, овие се затворе, после исто да истуе се унутра. И само нема што да ставаш, не отвараш ништо, чим протече, затвориш. Со ракија шо какво мезе користите? Па ти џанчепи, пече, краставичка. Се кратовско. Се кратовско си имам. Чисто природно. Чисто природно. Стари цркви, раскажувања за просветителството и христијанството, за иконите и фреските, најомилени приказни и незаборавни мигови за гостите во Кратово. Спасе, спаси.
Градот е поврзан со мостови. Од едниот до другиот крај, во подножјето на градот поминуваат многу мостови. Некои помали, други поголеми. Кулите не можете да не ги видите. Ги има многу. Во минатото од тука се чувал и бранил градот. Собирајќи информации за Кратово 27 години по библиотеките од Белград, Загреб, Прага, Љубљана, пријатели, стари жители што се на град Кратово целени во Белград, Ниш, Скопје. Обидувам се да соберам што повеќе информации за како за градот, како за мостовите, така и за кулите. Дојдов до еден податок од 1924 година дека во Кратово се биле живи 21 кула и 12 живи мостови. Сега ние во моментот се наоѓаме на така наречен Радин мост. Позади мене се наоѓа прочуениот Радев мост. Напомена за слушателите на Канал 5 и за слушателите на Македонија кои сакат да слушнат. Во Кратово е бил прочуен Раде Неимар. Тој е Неимар, голем градител на мостови. Значи, мостот е изграден од мајстор Раде, но според пишените и преданија во Кратово стои дека мостот е струшен од гром, атмосферско празнење. Значи, мостот е прекршен. Немајќи жителите каде да поминат од градот за Злокукини, значи на мојата лева страна се наоѓа населба Злокукини, тоа се населба од католичка исповест. Значи, зборам за вештите рудари, шлесите и саксонците, кои се биле и местото население ги наречува злобни луѓе. Значи, Дубровник дава со католиците, дава помош да се направи мост 1830 година за времето на Авзи Паша. 3 години е правен прочуениот Радин мост. 9 браќа кои се по потекло од Крилатица, од Мало Куковци, мајката, според легендата што пишува, ги проколнува сите 9 машки чеда, каде да одат да формират чоплук и сите да направят по еден мост. За првиот, најстариот брат, се знае дека има го подигнено мостот на Кадина река во Кюстендил, Народна република Бугарија, додека најмалиот брат Раде, кој одлучи да прави мост во Кратово тука, не сакајќи да каже на својата жена дека имат мало машко дете, дека најмалата снаа која ќе донесе ручек на мајсторите, на сите неимари и на чираци на калфи, дека треба да биде зазидена. Значи, тоа е еден вид на курбан да застане мостот. Вака, во народната литература и во народните преданија, поголем обем на камен е иззидено во текот на денот и затоа преку за тие 24 не може да врже каменот, доваѓа до обрушување на самата конструкција. И затоа е одлучена да се сенката или да се зазида младата невеста. Точно е дека на една од кулите имаше отвор на 12 метра, која символизираше женска дојка и имаше на сами отвор еден вид како на млеко. Меѓутоа со реконструирање на мостот од 1992 година, на статика, кинетика на стубовите е нарушена, камионите да заминуваат за превоз на друга. За жал сега во моментот нема да се виде. Кулите во Кратово што значат? Вака сега, собирајќи информации за кулите, за најстара кула се смета Златковата кула. Значи, типо на градба, висина на градба, дебелина на зидовите, боровата. Значи, со пишувањето на книгата на професор Стефан Симич доваѓа до податок дека се смета дека кулата е од Византија. За најубава кула се смета Симичевата кула. Внатрешниот интериер е со степеници, целиот е декоративен, со видливи траги во пишените документи. Точно стои податок дека е од 14 век. Додека саат кулата си има своја структура, своји димензии, градски часовник. 21 година градските власти донасат одлука да се подигне градски часовник кој ќе одзвонува
точното време за сите занајчии, за сите дали да се појде во Лојзе, дали да се појде во Дукен и така. Додека најбогата е била крстевата кула, последна кула што е изградена е Среска кула или не Еминбегова, додека лиманската кула се уште има во ресторантот Александрија, се уште може да се видат подземните тунели, како се биле подземно повржени. Тоа се биле на закупците на вештите рудари и вештите закупци што се инвестирале, што се знаеле дека кратовското злато, сребро е со цена, со глас. Кратовскиот меден метал е бил на глас во Сараево, Дубровник, Виена, Париз, Солун и Солун. Во колку сакате, можем да ви кажеме на податок. Патните врски од Кратово до Солун и од Кратово до Кјустендил и Софија, значи иде до Софија иде за 24 сата, до Софија иде за 3 дена и Кратово Солун е 3 дена. Значи мора да купе сол од Солун, мора да појде во Стоби, додека за Газија мора да купе од Софија, која ги повржува Газија од Влашко. Во секој град, иднината е во младите. Тука се живее мирен живот, но за младите треба поголема перспектива, бидејќи вработувањата се многу мали. За кратовчани градот убав, но сиромашен народ велат. Ваквиот туризам може многу да му помогне на градот. Сите убаво да живеат од месење пити, раскажување приказни, преспивање во старите куќи, ама треба поддршка од челните луѓе, велат кратовчани. И како се живее во Кратово? Никако. Ние работевме и двајцата по 20 и неколку години, сега сме без работа и двајцата. И си заминале од Кратово? Кај да одиме кога никој нема, сега моментално овие години никој не те. Така градов убав ли е за живење? Градот си е добар, само народ не вали. Партии, се седел партии по... Каде работевте? Јас во конфекција работам. Скоро 27-8 години. А сега што работи Ева? Што работите? Што работите? Што живее? Па ништо, он зима 1400 динара социјално тоа. Трави собира, така. Има убава природа, значи, па ги продава. Па нешто продавам, ама минимално и тоа. Ова што е што го држи? Ова е бозел. Чај за, мислам, за... Овој чај содржи многу убава, ако има бронхитис, например. Пиене, ако е настинат и така, но не се толку. Примерно, малце се пие тој чај. Гледам лубеница и пивце. Иде ли лубеница и пивце? Зависи. Две води заедно. А, така, ова некој кратовски специјалитет. Да, зависи. Можно. Вие како се живее? Да, супер, за нас супер. Прекрасно. Па ние го држиме локално тука и еве се ладиме, кој се лубеница, кој се пиво. Ова некој кратовски специјалитет? Па така, повеќе течности сега на било кој начин, нели? Може ли од Кратово да се направи туристичко место? Има вака убави градби, убави Да се види, Кратово секако е туристичко место, значи само уште малку да се работи на таа тема и може да биде прекрасно место туристичко и попосетено нормално. Доаѓа туристи? Има, да, посебно недела, значи дури туристи странски и наши од Македонија, од Скопје доаѓаат, од другите градови, значи има што да се види. Ако сакате убава баклава за празникот Пручка, дојдете во кратовско село Шлегово, оддалечено од градот само 3 километри. И тука архитектурата е во стариот стил, како Кратово. Но куќите ги гази времето, а нема кој да ги обнови. И тука вела целскиот туризам е виза за сите, за добра заработувачка, а гостите да уживаат во природата и специјалитетите на домаќинките. Баклава од младите домаќинки е ретко која прави, велат постарите. Како ги правеше ти баклавите кога беше млада? Па баклави кај ќе го
Каца, знаеш, ти скачаш една чини каница ораси, па ке тураш ред, ке пръскаш и ке тураш ред ораси. Па после като си керче турат, па парат го. Ти какво е баклава? Пръста да издържаш. Яде? Какво се яде? Яде, бара, Па ядеш ли се, какво не се яде? А денеска па и правили некога баклави или младиве никако слабо? Да ти излъжу сърмота, не знам. Ние старите си права, ама за прочкат все. Направим пуната псия убава баклава и сечема си го. И извади си учения, от танир, хубаво е баклавата. Ама сък остава е. А корите откъде? Корите само ги правите корите? Какво корите? Корите, за баклавата корите. Ма на синия се ги сукаме. И како ги сукате? Па на синия како баница ще сукаш, па го носиш. Па тураш една в друга, после направиш го баклавата, колко дебела, па си го изсечеш на дрими, изпечеш го, попареш го шекер и ядеш. И овде викаат од цела Македонија најубави биле баклавите, навистина? Да, тие правени кои убаваме и тие старите измрјави, че помлади тешко. А и може има некоја да се најде, ама. Вие колку години? 72 години. А со секирчево од кај се враќа? Кидем по магарче доле. Кидем башта на башта. Па там ми е магарчето, да се гледам. И тако е. Селски живот е така. Во основното училиште Кучо Рацин во Шлегово учат околу 30 на деца. Тука има цел музеј на растенија. Во самиот ходник на училиштето направена е градина со растенија од оваа околина. Па децата имаат практична настава, но со тоа носат и тие она што ќе го најдат и во училишната градина и во музејот на стари работи што потекнуваат од овој крај. Учениците исто така учествуваат и доволно е за мене што не си тука поместува ништо, едноставно ако нешто учениците сакат да помогнат, тоа го работа заедно со мене така. Од каде ги носите овие? Материјалите ги прибирам тука во нашата средина, местноста се вика Плавица и располага со убав природен материјал. Прибирам стари дрва, камен, различни форми, мов и така. Од Кратово заминавме за Крива Паланка. На почетокот на градот е општината Ранковце. Населба одвоена со автопатот кој продолжува кон соседна Бугарија. Во подготовките на зимницата учествуваат сите, главни мајстори за пинџур мажите. Им помагале на домаќинките. И како наоѓаат ли невестиве мана вака кога лупите? За љупенките се јасна работи. Али ви наоѓаат? Не сме, не. Мора некој. Само вика да побрзаш малце, побрзаш. А вие поспорот со топлото? Пара па годините го терат своето. Така. Друго што ќе кажете за Ранковци? Што има? Нема што, нема слаба екзистенција тука, нема место за живот во Ранковци. Општината е многу слаба. А порано како беше? Порано работеше пуно фирми. Бентомак работеше, фармите работеше, Карпош работеше, Малина работеше, имаше, сите беа вработени. Сега никој не работи. Од Ранковце патот води кон Крива Паланка. Мал град во Соговијата. Во средина на денот пред неколку години тука немало луѓе. По парковите се шетале само баби со внуци. Денеска паркот со биралиште на стечајци. Секој си ја раскажува својата приказна. Како работеле дење и ноќе во рудниците. Па ќе дојде некој што би му препорачале да замине и да видат од Крива Паланка, што е најубаво? Кај одат најмногу вака како Паланка најмногу идат у манастирот таму, најмногу добро таму има соби за спиење и работи.
Много има посетители таму. Сега се ближи празникот 28. Сигурно има посетители околу 30 до 40 за таа вечер и дента. Па понапред долго поживееше, него сега. Од што живееше градот тогаш? Од работа. Од Каде фирми. работеше. Да. Што работеше порано? Па текстилна фабрика, кожарство. Народ нема пари, нема ништо. Млади има ли млади? Млади се младите тука, дека топло и не излегуваат. Нема никаде работа, нема ништо. Градот е, значи, како да ви кажем, 2 фирми на работа во Криобавање. Вака Паланка што има од убавини да видат туристите, дали може? Туристи може да дојдат да видат. Планини имаме прекрасни, манастири имаме прекрасен. Само да Може ли да живее од туризм? Туризмот апсолутно Крива Паланка има многу значење да живее. Сега никој не е запослен. Сите седиме. Младиве генерации какви се? Никој. Има нешто текстил и рудник од Тураница за 200 евра да работи, овие по 3-4 јарки тоа. Ништо друго. Вие како сте? Вие сте паланчанец од тука? Ја пензионер сум. Како било еве кога сте била вие млад? Кај било корзото? Супер. По целиот град идеше корзо, сега нема. Во Паланка сите се подготвуваат за 28 и 29 август, празникот на Јоаким Осоговски, Кордос за паланчани. Ако не бил манастирот, никој немало да поминува низ градот. Порано ќе застанел некој турист на кафе, ама со новиот пат кон Бугарија, низ градот странци има само кои патуваат за манастирот. Но табла на влезот на градот за познатиот манастир нема. За него ќе прочитате пред да се качите во планината. На околу 3 километри, североистично од Крива Паланка. Високо зацкриен во живописната столетна дабова шума е сместен манастирот посветен на пустиножителот и чудотворец Свети Јоаким Осоговски. Најстариот објект во манастирскиот комплекс е малата црква на рождеството на Пресвета Богородица, градена во 14-тиот или во 16-тиот век. Прстемели на црква градени во 11-тиот и 12-тиот век. Според градителскиот концепт спаѓа во редот на мали крстообразни еднокуполни цркви со крстообразна основа, со тристрана апсида, однатвор и припрата. Градбата ја карактеризира византиски стил. Градена е со по 2 реда, тули и еден ред камен во хоризонтални редови со дебел слој малтер меѓу нив. Црквата е една од првите средновековни цркви кај нас, живописни во најново време. Тука престојувал Јоаким Осоговски. Јоаким Осоговски не се задржува многу во селото Крадец од причини што имало некој си нахално племе кој ги напаѓало луѓето, не може да ја поднесе таа гледка, бил принуден да се повлече во овој дел на Осоговието кој што сме денеска, односно ја наваѓа пештерата токму на местото каде што е олтарскиот дел на малата црква, апсидниот дел. И тука е изградена првата минијатурна мала црквица, односно кога е он бил починат, се јава во сон на Теофан, некој свештеник во Чеполието, го моли да дојде да го сохрани. Тој поваѓа до Чеполието без да знае каде оди, но сепак имал некој патоводител кој го донел во местото, го наоѓа преподобниот покоен, го сохранува во самата пештера и му подигна минијатурна мала гробница во идна црквица. Изгледа било со неквалитетен материјал покривена, а народот почна да посетува го доста, што сепак чиме имало посета, имало нешто надприродно од неговото тело што е било и што е лечело луѓето. И со непажња првобитната црква се запалува. После имаме остаток од 11-тиот век. Имаме од 11-тиот век, се види таму, видите, тај под плочите. После тоа се изградува како на вид црквица од 12-тиот век. За малата зборува. Се познават градбите, доле е по-распаднен каменот, па имаме само камен зидано,
со жива креч, додека и тога била запалена. Од кој причини се знае. Те од 14 век сегашниот изглед на малата црквица се изградува целосно и се живописува. И тога била запалена по трети пат. И се предпоставува да тога е веќе било намерно запалена. Преско живописот е бил уништен. До 95 година нашиот владика митрополитот положил командост и господин Кирил, кога доаѓаше, он често пати доаѓа тука кај нас, ако интересира се за манастирот, не за војно сите с манастира, погото и за Осоговскиот. И не сакаше да ги гледа така зидовите горетини, паднати малтари едно друго, но сакаше да има една црква. И преко заводот бараше да заводот Фриско живопис да го направи заиста црква. Заводот се вадеше дека нема пари, па тоа е најстар објект, треба да биде како што сега изгледа, тоа не беше задоволен владиката, беше принуден да се земе одговорност, што и како казат и ме казат мене, и така ни даде благослов 95 година, огласиме дека ќе се врши фриско живописот, рачунајќи за едно година дена да собереме средства, ние за 2-3 месеца собраме средства, и ја фриско живописуваме целата, извршиме дренажа и ја покриме со бак. Тој е од народот, а после се покаже една донаторка од Скопје, во Франција живее, која би претом натре изврши едно ретуширање целосно и рече таа црквица е 99,9. Способна, запазена се, само треба да си ја гледаме. А оваа црква кај сме сега моментално, тоа е од 19 век. Таа е изградена, некој си бил Стеван Бегледжија во Крива Паланка трговец и играл голема улога кај турските власти и барал да му дозволат да гради поголема црква. Тие го условуват со поправување на џамијата, па ќе добиеш после дозвола, тој тоа го прави. И така добива дозвола во 1848 година се почнува ова црква кај што сме сега. 1851 година се завршува карабина со 12 кубиња, која асоцира на 12 апостоли. Главен градител е бил Андре Дамјанов. Тоа е бил проектант и се. А после почна да се припрема за фриско живописот. И внатрешноста и тремовите на црквата се живописни, од вештата рака на четворица македонски зоографи. Димитри Андонов Папрадишки во периодот од 1884 до 1945 година со љубов го пренел сето свое умење, насликувајќи ги северното и јужното купе од тремот, западната и јужната фасада и кубињата на тремот од јужната страна. Во црквата внатре се моштите на Осоговски. Тие од малата црква биле преместени во манастирот. На ова место верниците преспиваат, се верува дека моштите на Осоговски биле чудотворни. На Господа да се помолиме. Господи, помилуј. Таче дека љубивиот Бог наш, откако ги прими во својот свети над небесен и мисловен жртвеник како духовно благоухание, да ни ја испрати божествената благодат. Манастирот е отворен за посетители. Тука има манастирски туризам. Има конаци каде може да се помине викенд во мирот и тишината на природата. Сутринско будење со поглед на манастирот. Старешината на манастирот добре ќе ви раскаже се што сакате да дознаете за местото, за историјата и убавината. Најчесто тука доаѓаат ликовни колонии, ги прецртуваат убавините на крајот на Осоговијата.